Денеска во општина Кочани во работна посета беше министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, кој заедно со градоначалникот Николчо Илиев и директорот на акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор Кристијан Трајковски направија увид во изградбата на новата социјална зграда, како и на реконструкцијата на улицата Тодосија Паунов. Реконструкцијата на улицата Тодосија Паунов е во рамките на проектот за поврзување на локалните патишта и е инвестиција вредна 6,6 милиони денари. Според динамиката на работата, улицата комплетно ќе биде завршена до крајот на овој месец, изјави министерот Благој Бочварски. Предвидено е реконструкцијата на левиот дел од улицата Тодор Паунов да биде завршена во наредните 15 на дена, за што веќе градежните активности се во тек. Инвестицијата на оваа улица, која што се реализира преку Министерството за транспорт и врски, е 6,6 милиони денари. Би сакал да напоменам дека преку буџетот на Министерството за транспорт и врски до општина Кочани преку блок дотации беа распределени 6 милиони денари за изградба на кружни текови токму на оваа улица. И практично со овие инвестиции и со инвестициите на општина Кочани се заокружува една целина во изградба на модерно булеварско решение, со што ќе се овозможи побезбеден сообраќај за сите учесници во сообраќајот. Новата социјална зграда ќе располага со 34 стамбени единици и ќе биде наменета за ранливите групи на граѓани, додаде Бочварски. Се работи за зграда со 34 стана, наменети за социјално ранливи категории на граѓани, инвестиција вредна од околу 1 милион евра. Со изградбата на оваа зграда, 34 социјално загрозени ранливи семејства, наши сограѓани, пријатели од општина Кочани, ќе можат да го решат своето стамбено прашање, што е пример како оваа влада активно работи на социјалната и стамбена заштита на ранливите категории на граѓани. Градоначалникот Николчо Илиев зборуваше за реконструкцијата на Тодосија Паунов, како и за улици кои се планирани во иднина да бидат асфалтирани. Дел од булеварот на Тодосија Паунов, каде што работите се во напредна фаза и 2/3 од реконструкцијата, односно од асфалтирањето на улицата веќе е завршено. Останува уште 1/3 кои што се во тек и секако работат на реконструкцијата, односно обновата на тротоарот од левата страна. Директорот на акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор Кристијан Трајковски изјави дека покрај оваа зграда започната изградба и на други социјални згради ширум државава.